А кога сме кај Македонија, во продолжение ќе зборуваме за една многу убава традиција која што се случува во Швајцарија, а е поврзана со сите наши македонци кои што живеат во оваа земја. Ќе зборуваме за тоа како функционира едно интересно културно-уметничко друштво кое што брои над 100 играорци кои што редовно се собираат во Швајцарија за да ја одржуваат македонската традиција, ја негуваат македонската песна и се разбира го играат македонското оро. По тој повод во нашето студио неговото височество, господинот Матео Ивевски. Добро утро и добре дојде. Благодарам за поканата. Ќе ги поздравиш и нашите гледачи во Македонија. Добро утро, Македонија. И поздрав до сите. Поздрав до сите, да. Инаку Матео Ивевски е играорец од Тудина, кој што е член на ова културно-уметничко друштво Свети Наум Охридски. Во кој град вежбате? Во Луцерн. Во Луцерн. Ти си во Луцерн и таму вежбате или вежбате во други? Не, вежбаме во Тринген, тоа е исто во Луцерн, кантон, ама е во Тринген. Тоа е како помало градче, селце може да се каже. До Луцерн се наоѓа. До Луцерн, да. Добро, ќе не однесеш, па ќе видим вака да не ни објасниш. Инаку Матео, колку време си ти во Швајцарија, Матео? 5,5 години веќе. 5,5 години, што значи дека ти си заминал на колку години од Македонија? 7-8 годинки. Веќе учеше во Македонија училиште? Да, трето оделение почнав. Ти во трето оделение, значи кој беше трето оделение, замина во Швајцарија. Така со твоите родители. Да. Добро, и после што направи со училиштето? Таму прво отидовме во Германија и таму почнав школа и после тоа се преселивме во Швајцарија. Што направи? Не знам. И чекај, и сега веднаш отиде во Швајцарија да учиш? Да. Па на кој јазик учиш ти во Швајцарија? Прво почнав таму почнав второ оделение, не знав германски. Нормално, кај ќе знаеш? И морав да се вратам едно оделение за да научам германски. Добро. Ама одма почна на германски да учиш? Така? Да. Нема ништо македонски, ништо балканско, нема ништо. Ништо. И почна на германски? Па да учам и... И ти беше тешко? Многу тешко. Реално? Да, реално многу тешко. И највеќе научив од моите другари германски, зашто од школа пробува да ме научат, ама не... Тешко оди? Тешко одеше. И така со другари сакав да се дружам и они почна така да ме учат и... Ама меѓувреме со другарите на англиски ли зборуваш, како? Бидејќи англиски зборуваш, претпоставам, така? Не, со нив така колку можев германски зборев, иначе така им покажував со раце или... Раце нозе. Да, така. Добро, супер, си се снашал. Да. И одма научи германски? Не одма, ми траеше 2 години за научам супер. 2,5 години. Перфект. Во Германија така ли вика? Перфект. Перфект за да научиш и одма немаше проблем, одма петки, одма убави оценки. Па не, требаше време за Требаше време? Да. Добро. Требаше време додека да научам, додека да ги... Да ги совладаш сите букви, пишувањето, зборувањето, просто дека зборувањето најбрзо го научи, а потоа пишувањето, така? Така обично бива. Добро, и кога замина за Швајцарија ти фалеше ли Македонија? Многу ми фалеше Македонија. Школото ми фалеше многу, моите најблиски другари, комшиите, и тоа гостопримство на Македонија се ми фалеше, што така не е во Швајцарија. Во Македонија така, кога имаш другар, тој другар ти е за цело време и со родителите ома се запознаваат и така. Во Швајцарија не е така. Поладно е малце, така? Многу се поладни, да. Ама брзо е засака Швајцарија, нели правевме муавет пред да влезеш во студиото. Многу ме интересира во твоето деление. Од каде се има, од кои држави? Мислам, не се само швајцарци, претпоставам, така? Сигурно не се, имаме многу малку швајцарци, само 20 швајцарци у нашето Другото се е увезено од други земји. Да. Добро. Во моје деление јас сум един македонец, имам од Србија, имам од Албанија, од Шпанија, од Италија, од Германија има исто повеќе деца, од Германија и... Има ли нека далечна земја од Африка, од нешто има ли? Има од Африка. Да, има ли? Има и од Тајланд. Добро, ќе ги поздравиш и сега овие најверни другари што ти се суимиња германци или со кој најмногу се дружиш? Се највеќе се дружам со Тим. Аха, Тим, од каде е Тим? Тим е од Германија и пола Швајцарија. И пола Швајцарија. Да. А другите? Другите исто Матео, се исто како и јас. Да, добро. И он е 100% германец. Он е 100% германец. Има ли нека девојка таму, другарка има ли? Или мачки клас сте вие? Не, има девојчиња? Има девојчиња, само не се дружиме толку, не толку многу. Добро. И во зградата кај што живееш во таму има многу народи, така? Да. Има, нели? Имам почнав да играм игрона заради мојот комшија Наум, ќе го поздравам сега. Аха, значи ти на игрорно ти заради Наум. Да, се договоравме, викам, сакаш ли да дојме на игрорно, он вика, ајде, имаше игрорна пред да дознам и така мајка му ја прашам, мама, дали сакаме да одиме заедно на игрорна? Јас кажав да. И А ти прето имаш ли искуство со игрорна во Македонија или не? Има во Македонија, ама кратко време. Аха, малце значи. Да, малце. Добро. Многу малци, знаеш,
тие првите чекори ги знаев само од играње. И си викаш, јас си пробам ја, Да си пробам, да. Сите играат, ки играм и ја. Да. Така? И отиде и како ти се допадна? Првиот пат неко чудно ми беше зашто игра многу потешки ора, што ја не ги знаев. Добро. Ама од времето ги научив ората и сега знам многу ора и ги учам некои деца еве што прв пат доаѓаат. Сега ти веќе ги учиш помалите, така? Да, тие што не знаат. Да. Добро, Матео, пред да зборуваме за играорната, јас предлагам да видиме едно видео од твоето културно-уметничко друштво, кое што го носи името на Свети Наум Охридски од Тринген, добро го кажав или? Тринген. Тринген од Швајцарија, кој што постои од 2019 година и над 100 луѓе имаат, така? Секоја Од част. малата и големата група. Значи има и деца и возраст. Да. Колку е најмалото дете, а колку е највозрастниот? Најмалото дете е Малечко. па малечко сега. Овака болку. 7 години. 7 години, добро. 7 и помалце. Аха. А најголемот има луѓе до Постари од мене? постари. И од мене да, постари? Значи имам ја шанси да се разиграм во Секаде, Тринген. Добро, почитувани гледачи, еве го, ви го представуваме во продолжение со Матео, нашето македонско културно-уметничко друштво Свети Наум Охридски од Швајцарија, да видите како тие изгледаат, колку напорно вежбаат и што се прават во Швајцарија и како ја негуваат македонската песна и традиција. Секоја чест за културно-уметничкото друштво Свети Наум Охридски. Нашиот Матео е тука како нивен представник моментално во Македонија. Многу дечиња, многу сериозно, гледам и имате настапи? Да, имаме настапи. Кај изнастапувате? На Великден или на некој празник поголем така, се собираме во една сала, тоа е во Сурзе и над 2000 македонци доаѓаат таму и играме, како што гледате, се облачаме во нашите носи. Добре. И после играме пред целата публика и Љубаво е. љубаво е, многу сакам да играм. Супер, претпоставам дека сакаш, затоа што те асоцира многу и на Македонија. Еве гледаме дел од фотографиите кај што стигнале, видовме и О, ти ли си? Да. Браво, супер си. Сега кажи ми што ора играде, што моментално играде? Се игра моментално Моме Митро. Моме Митро, добро. Моме Митро, таа сега ја научивме и ја игравме на последниве Настапи. настапи, да. Добро. А тешко ли е мате да се игра?
Да, тешко е. Тешко е. Колку вежбате? Секој недела? Секој петок вежбаме саат и по. Секој петок. Секој петок. Добро, и претпоставам дека родителите те носат, мора да те однесат за да И вежбаш. се договараме со комшијата, како што кажа. заедно седите? Да, некогаш они нас носат кога некогаш они не можат, да. Одлично. Сега кажи ми, од кај ги наоѓате овие? Од Македонија ли ви ги носат опремата, опинците? Да, тие се од Македонија, рачно направени си. Така, и вие таму се ги чувате. Сега, јас сум бил во Македонската православна црква во Швајцарија, тоа е една од најубавите цркви кои што сум ги видел, и дали таму настапувате во црквата? Да, пред црквата настапуваме кога има празник, на пример верски празник, и има често се прави, ако например во петок празникот се правиме, во сабота играме пред црквата. И да. И убаво е така, убаво, да, се собирате. Значи има многу македонци во Швајцарија. Да, многу Но добро, македонци многу има. балканци има таму, нели, Срби, албанци од Косово, од Албанија. Знаат ли тие некојаш да дојдат на вакви собирања Срби, Хрвати, босанци, албанци? Не сум видел до сега албанци, ама сум видел Срби и сме биле на српска вечер. Сте настапувале вие таму? Добро. Да, јас само не можев да настапам, ама... Да, ти имаш си распродаден си, имаш ти обврски, не можеш сега да се поеш, нормално е тоа. Да. Ама повеќето се појавиле, така? Супер. А дали си покажал, ти мене се тоа ме интересира, овие фотографии што ги имаш, слики се, дали на твоите другари германци си им покажал ти облечен у народна носија? Да, баш си им покажал. И што викаат германци? И викаат многу интересно и многу понекогаш се насмеат зашто така на пример клекнеме или чуднеме, никој не виделе вакво нешто и сега им покажувам и они баш име убаво име дека некој игра. Па германците играат ли германци? Што играат? Да, играат. Па они така рипат и судаат по патиките. Добро, супер. Сега Матео, покрај тоа што е дел од културно-ветничкото друштво Свети Наум Охридски од Трининген, во меѓувреме разви, ми кажа, и страст лупање тапан, а во меѓувреме и свириш на електрична гитара. Како тоа електрична гитара спојуваш ти со оро? Па чудна работа. Ја многу сакам да свирам инструменти генерално, джез, поп, рок, све свирам, зашто музиката многу ја сакам и не ми е битно каква е музиката, дали е народна, дали е рок, јас се онака сакам. Ова ти учителот? Да, ова ми е учителот Кристијан Винклер. Кристијан Винклер. Винклер Кристијан. И тој е од Швајцарија, така? И ми кажа дека некоја македонска песна од Владко Стефановски сте свиреле? Да, тоа беше порано. Добро. Бистра вода. Бистра вода? Да. И како реагираше на Бистра вода? Он беше многу воодушевен од Владко Стефановски. Да, му се допадна? Да, многу му се допадна и кажа дека многу добро свирал и дека му се допаѓа. Бидејќи Винклерот го спомнавме, да го спомнеме и професорот од културното медичко друштво, тој што ви учи, како се вика? Македонецот. Ние го викаме Мајор. Мајор? Да. Но е Мајоре, така треба. А како се вика инаку? Не знам точно. Мајор. Мајор, ние Мајор го викаме така. Па Мајор. Добро, бе, голем поздрав не само до Мајорот, до сите луѓе. А кажи ми, во игрорната имате живи инструменти или на? Не, имаме звучики, од звучкот пуштаме песната, да. Песната. Добро, Матео, кога ќе дојдете пак летоска и со другата екипа, со другите другари, да ни дојдете овде и да дојдете опремени, да изиграте Норо, па ја да се фатам Норо да биде убаво. Бива ли? Бива, зашто не? Така, ти благодарам за гостувањето, ќе поздравиш сите македонци во Швајцарија и уште долги години да вежбате, да бидете успешни и убави деца како што си ти и секаде да промовирате нашата татковина Македонија. Бива ли? Бива. Како викате Германија? Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Тоа беше Матео од Швајцарија, нашиот игрорец во туѓина од културното уметничко друштво Свети Наум Охридски.